Незадоволни од состојбата со откупот на оризовата арпа и белиот ориз, оризопроизводителите од Кочанско го блокираа патниот правец Кочани Штип во село Облешево и излегоа на протест. Бараат Министерството за земјоделство да преземе мерки за надминување на катастрофалната состојба со откупот на оризот и оризовата арпа. Целта на овој протестен митинг е со две основни точки. Откупот на оризовата арпа и откупот на белиот ориз. Пошто да речеме ние од 2012 година имавме еден протестен исто митинг за тие намени, од тога и најамо владата и ресорното министерство секој пат се прават глуви на нашите барања. Сега излеговме, да речеме, и со ова барање, сега ќе ви го прочитам барањето на Сдруженијето, поради лошите откупни политики во оризопроизводството во последните 3 години, кое нешто кулминира и во 2015 и 2016 година со откупот на оризовата арпа, за кое нешто е организиран и протестот, бараме од владата и од ресорното министерство веднаш да интервенираат со откупот и тоа. Прво, откуп на оризова арпа, како што има ветивте на оризопроизводителите, од 25 денари, а не помалку од 20 денари. Откуп на белиот ориз од 50 денари. Трето, бараме прием кај министерот за земјоделство, шумарство и водоснабдување во рок од 3 дена да бидеме известени. И четврта точка е во колку горе наведените 3 барања не бидат исполнети, протестите ќе бидат продолжени се до исполнување на барањата со превземање на порадикални мерки и исполнување на други барања. Манасиев истакна дека откупот оди катастрофално и оризот стои во амбарите на оризопроизводителите, оти и за ниска цена повторно не го земаат откупувачите. Од Сдруженијето на оризопроизводители Бело зрно тврдат дека лошата состојба со откупот на производството е резултат на нерегуларната откупна цена на оризовата арпа, незаинтересираноста на институциите за овој производ и немањето интерес за откуп на ланската реколта од страна на фабриките за преработка и откуп на оризова арпа и бел ориз. Се пожалија и дека 3 години не земале субвенции. Другите земјоделци пак изразија незадоволство од протестите на нивните колеги, бидејќи велат дека цената не ја диктираат преработувачите, туку пазарот. Ние изразуваме незадоволство или ако сакате контрапротест против нашите колеги земјоделци од онаа страна, што изразуват незадоволство, оправдано незадоволство, ама не оправдано начинот на кој тоа изразуват. Значи, према начинот на кој они тоа изразуват, за нас представува како разорување и нестабилност. Значи, за малку може да избие инцидент. Луѓето од онаа страна се сите, можам да кажам слободно, па може да и не земјоделци. Никој нема повише од 1 хектар, тамо што гледам, земја. А протестират за оризот. Не сме задоволни од цената, бидејќи секогаш е малку цената на нас. Али не е начинот, не е моментот сега тоа да го разговараме, бидејќи цената не ја диктираме ние. Значи, нашите преработувачи не ја диктират цената. Значи, цената ја диктират пазарот. На кој беа собрани? Они има дека да се соберат. Нивните откупувачи доведоа да се цената намале на 35 и 38 динара. Од кои причини? Реекспорт. Бугарија, Грција, Србија. И тука е целиот проблем. И сега дојделе ќе тражат у владата, нема врска. Нити министерство, нити влада не е виновна се тоа. Виновните нивните пајтачи на СДСМ. За малку ќе дојдеше и до физички пресметки. Ја ќе кажам дека дават субвенции, се дават. Ништо не правиме проблем, не сега. Да не настанат проблеми. Не. Замолуваме најкултурно. Ја слушай сега. Они таму се тргнаат тука, нека се каже човек, ќе дојдат таму ќе ве снимат. Ај молим. Покажали се господин. Уште малку само. Од Шпанија има ориз увезено. Значи Србија секаде е увезено. Не дигај веги. Значи луѓето ги тргнаат таму, слушайте го само просто зашто не се дозволено. Ајде сега. Проблеме со оризо. Оризо цена да падна 36 денара. Откуп нема. Еве, јас сам го продал оризо. Нека кажат луѓето колку проценти има продадено скупни ориз. 30% оризо продаден, 70% стоа оризо. Проблеме со оризо што нема дека да се продаде. Тоа е голем проблем за сите. Што се должи тоа? Што мислите вие? Тоа е многу се увезе ориз не кај нас у Македонија, Европа, Балкано, од Уште малку само. Од Шпанија има ориз увезено. Значи Србија секаде е увезено.
Протестот продолжи и понатаму и во наредните неколку часа сообраќајот на магистралниот пат Кочани-Штип се одвиваше по едната коловозна лента, раководен од службеници на полициската станица Кочани.